Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со. Мој соговорник во оваа емисија е Денис Кирчанов, струмичани го знаат како професор во Средното општинско училиште Јане Сандански по музичко образование. Денис, добро вечер и добре дојде во нашава емисија. Добро вечер, добро ве најдов. Ви благодарам за поканата после да кажем долг временски период. Мене барам ми се чини дека е долг временски период. Мислам дека беше пред 2 години кога бевме и изборувавме за околу нашите случувања кои се случуваат во гимназијата за време на божикните празници, божикниот концерт. Тоа беше пред 2 години. Имавме 10 годишнина од постоење на концертот. Значи ти си бил во предходните простори на ТВ каналот Вриз пред да се случи оној пожар, нели? Так. Сега за прв пат си во новите простори на телевизијата, како се чувствуваш? Веднаш кога влегов се чувствувам, морам да кажем, попријатно од предходното студио. Да, навистина е топло, пријатно и се чувствувам одлично, да. Супер. Ајде малку да поразговараме за твојата професија. Работиш секојдневно со ученици. Тешко ли е да се биде професор во гимназија? Денес децата се малку поинакви за разлика од времето кога ние бевме деца. Особено, тешко ли е да се биде професор по музичко образование? Лично за мене не. Не, јас ова го работам со задоволство, посебно кога станува збор за талентирани ученици, кои ги имаме доста во нашето училиште. Иако бројот на ученици е помал, но талентираните ученици секогаш мислам дека најмногу се кај нас. Да, и тоа е огромно задоволство кога некој ќе каже: професоре, јас свирам гитара, професоре, јас свирам пијано, јас свирам на некој дувачки инструмент, и не знам, јас сум воодушевен. Сега правев еден вака, да го кажеме, список на ученици кои мислам, нели, да започнам, иако покрај, нели, таа ситуација, пандемијата, да беше, нели, забрането, мешање ученици од други класови и сето тоа на некој начин не остава да чекаме, но мислам дека ќе започнеме и дај Боже да нештата се движат во позитива и направиме повторно еден вака прекрасен концерт кој ќе видат нашите струмичени воодушевени повторно и ќе се потсетат на онаа прекрасно случување. Да, мора да се признае дека на струмичани им недостасува оној хуманитарен новогодишно божикен концерт кој секоја година привлечуваше огромно внимание кај струмичани, се бараше карта повеќе, имаше и по 2 концерта во еден. Има ли шанси тоа повторно да се случи? Јас кажав, има шанси, секогаш јас ги гледам оптимистички работите и мојата колешка Анита, мора да ја спомнам, која заедно се... Анита Станковска, да, која сето тоа заедно го сработуваме. Често пати среќаваме луѓе по улиците, нели, добар ден, како си, што се, кога ќе има концерт, ќе правите ли концерт? Да, ние сакаме да направиме, нели, повторно во тој временски период околу божикните празници, но ако дозволува, пак ќе кажам, ситуацијата, да. Но вие како професори по музичко образование се соочувате со еден проблем, ако можем така да го наречам, доаѓа често, нели, до промена на генерации. Учениците се овде, талентираните си одат на факултет, секој по своите патишта. Каква е ситуацијата сега? Дали кога би паднала одлука да има повторно ваков концерт, има талентирани деца за таква работа? Јас кажав, има секогаш талентирани деца и ќе има, но во моментот
немаме издвоено посебно солистите, нели, тие кои ја буткат напред, нели, целата таа програма, концертот. Солисти, најпрви, нели, ги формираме како хор. Анита, нели, го води хорот, јас оркестарот, потоа се издвојуваат солистите. Оркестарот се 5, 6, 7, 8 членови ги има. Имам. Секогаш има од 1000 ученици, 10% се 100 ученици. 1%, 10 секогаш има, тоа е и мала бројка, понекогаш јас имав и 30, но нема место, нема простор да ги сместам на сцена 30 ученика. Јас сум имал по 3 клавиатури, клавир, синтесайзер и концертен клавир. Само да не кажеме, ти нема да свираш на концертот, нели? Да. Добро, останува да се надеваме дека нештата повторно ќе се нормализираат и дека повторно струмичани ќе уживаат во настапите на талентираните гимназијалци на некој иден, се надевам дека ќе биде наскоро, новогодишно Божикен хуманитарен концерт. Ајде малку да позборуваме за тоа колку на Денис Кирчанов му пречи она мислење на учениците, кај повеќето ученици мора да признаеш кога велат музичко, ликовно образование, физичко. Има ли интерес кај учениците за вашиот предмет? Јас мислам дека тоа, нели, музичко, ликовно, ајде да кажам вака, да се изразам, нели, датира од пред 50 години. И јас така велам. И моите родители често пати знаат да кажат, нели, кога имало некој наставник, нели, музичко, ликовно. Но кога има друг наставник, не велат ликовно, музичко. Значи зависи од пристапот на наставникот. Да, од пристапот, од начинот на кој сета таа енергија на некој начин се пренесува кај учениците. Тоа е многу важно за мене, инаку јас често пати велам, нели, имате учебници, ако, нели, зборуваме врз основа на тоа кое е само напишено во учебникот, нели, прочитајте си дома, ќе имаме онлайн настава. Таму се случува нешто друго. Значи музиката, нели, општо уметноста треба да биде интересна за учениците, за да може да биде, нели, привлечен предметот и да сака да доаѓаат на час. Така. Добро. Оно што не го знаат, претпоставувам, поголемиот број гледачи или струмичани, е тоа дека Денис Кирчанов се занимава со една многу интересна работа, а тоа е реставрација на музички инструменти. Од кога тоа? Како тоа го открива себе? Реставрацијата на музички инструменти е некаде кај мене присутна доста години. Доста години, велам, не знам колку години назад да се вратам, кога јас, што викаме ние, чепкав, нели, сакам нешто да на некој начин тоа е истражување околу инструментот, што има, како, зошто вака, нели, ајде да видиме, да го симнеме инструментот, ми е висока гитарата и слично, и сето тоа навлегуваш во поправките, нели. Од поправките. На крајот на краиштата и учиш повеќе и напредуваш од ден на ден. Ги откриваш тајните на инструментот. Да, и благодарение на Google, благодарение на YouTube и на многу нешта кои се достапни, нели, да може да прочитаме, да може да видиме. Јас, да кажам, 10 години, 11 години некаде, се случува, може би не секој ден, но горе-долу секојдневно да чепкам по некој инструмент, вака да кажам, нели, да... Луѓето те знаат, така? Да, луѓето ме знаат. Започнав со гитари, најпрви, нели, тоа јас велам матичен инструмент мојот. Вика, на што свириш? Викам, јас учев контрабас, бас, клавир, нели, но матичниот инструмент ми е гитарата. Значи, тоа е некое наследство од татко ми и така натаму. Првин започнав со гитарата, но сега во последните 3 години се занимавам со малку посериозна, да ја кажеме, поправка или, нели, реставрација, како што кажавте, реставрација на гудачки инструменти, односно контрабаси. Да, моментално работам на 2 инструменти. Едниот е на професорот по контрабас Гиговета, кој е во Нижото музичко училиште, другиот е на еден мој
пријател во филхармонија, кој едниот е за реставрација, другиот е повторна реставрација, збор за еден специфичен премаз кој инструментот го отвара, кој инструментот го прави звучен, кој инструментот му дава друга енергија, да кажеме, тоа е шеллакот. Тоа е нешто кое мене најмногу ме интересира, нешто кое јас го испитувам уште, значи сигурно нема да стигнам да го во целост запознам, значи тоа е една голема технологија. Само тука има одредени тајни кои ги знаеш само ти, не може другите, некакви посебни алати за таа работа, некакви емулзии, некакви смеси, не знам. Да, алатите за реставрација, како што кажал, Страдивари, како што кажала Мати Гварнери, познатите светски Градители на виолини. градители на виолини, кои во денешно време тие инструменти достигнуваат и по 20 милиони еден инструмент. И во денешно време големите мајстори често пати знаат да кажат: моите алатки се два. Два алатки. Рацете. И едно ношче. Еден мајстор во Србија. И многу љубов во срцето. Многу љубов во срцето и вика: јас со рацете го правам инструментот. Немам, вика, посебни машини и некои други, да ги кажеме, алатки кои го прават инструментот. Ти го правиш инструментот, да. Да. Добро, оно што ме интересира за тебе, ти посакувам успех во таа работа. Интересно е во секој случај, малку се таквите, јас барем во Струмица не познавам други, но како и да е. Кој е Денис Кирчанов надвор од својата професија, значи кога не оди на работа во гимназијата Јане Сандански, кога не реставрира инструменти, ти си и татко и сопруг, имаш некакви други обврски. Сега модерно е во последно време мажите дома да готват, дали и тоа и кај тебе е случај. Што обично работиш, со што го исполнуваш денот? Оно што го знам за тебе, бидејќи сме и соседи, е дека вариш добра ракија. Во што е тајната на добрата ракија? Така, пред се, да кажам, во слободното време е семејството, пред се, тоа е моето тесно семејство, сопругата и двете деца. Да се здрави и жени. Никола, да, така. Го исполнуваме едно од слободното време, понекога знаеме дома да свириме, надвор од нотите, јас велам, да не се мешат нотите, да свириме нешто кое ние го сакаме. Нешто за душа, нешто за мерак. Другото е максимално се трудиме да излеземе надвор од дома во слободното време, а тоа што спомнавте, околу ракијата, варењето, тоа е еден занает, да го кажеме, или една не моја традиција, значи традиција на еден друга на татко ми, покоен веќе, кој случајно го прашав, што представува ракијата, како доаѓа до таа, која е таа дестилација, како се случува да во тоа шише добија таа боја, ние кога бевме млади знаевме што е конјак, знаевме што е шток, и јас гледам, тој носи ракија и ракијата значи изгледа како конјак, вкусот е прекрасен и го прашувам. На времето се знаеш, имаше бела ракија и жолта ракија. Сега ракиите имаат и поинакви бои. Да, имате по някакви бои и така започна, вика, сакаш ли, вика, да ти покажам како сето тоа се случи? Сакам, да, нормално, да. Земавме, земавме ракија, тоа е 2007-2008 година, значи, пак ќе кажам, не е можеби многу одамна, но е веќе 13 години го правам тоа. За нас, не продаваме, не станува збор за своја душа. За бизнес или за своја душа, тоа е малце. Знаеме дека во маркетите се повеќе и повеќе нештата ги нарекуваме фалш. Или хемија. И затоа не купуваме, сакаме да биде домашно производство. И тоа можеби на некој начин ме натера да почнам и со овој хоби, ајде да го кажеме, тоа е, да. И уживаш во тоа, во се треба да се вложи љубов. Да, ако не станува збор, ако пак ќе кажам за бизнес, не. Значи, јас го сакам тоа, го работам, значи не ми представува некој терет и
Затоа кажав, нели, еве, радо и оваа година и наредната, здраве Боже, да, ќе го правиме тоа. И ќе пробаме, нели? Ете, јас сум еден, може би, не знам дали сум еден од ретките, но сум ја пробал ракијата на Денис Кирчанов и морам да признам, не е само до бојата. Иако ракијата на Денис не личи на ракија од оние кои ги спомнав бела или жолта, туку личи на виски, нешто на своевремено пиевме многу винјак, една винјак ми личи. Така ли? Ете така. И претпоставувам си има тука тајни на тоа. Но, ајде да одиме на друга тема, бидејќи емисијата се вика 15 минути со. Почнувани гледачи, знаете дека неодамна ТВ каналот ВИС прослави 30 години од своето постоење и по тој повод направив серија разговори со поранешни менаџери вработени на ТВ каналот ВИС и со сите сегашни вработени. Меѓу тие разговори беше и разговорот со менаџерот на ТВ каналот ВИС Димитар Мицев и го подсетив низ тој разговор дека тој на своји 14 години бил во ТВ каналот ВИС како свирач, како член на групата Луидор и емитувавме во тоа време, 90-тите, почетокот на 90-тите години, еден интересен спот снимен од страна на снимателите на ТВ каналот ВИС во воениот базен во Струмица. Сега, пред да го започнеме овој разговор со Денис Кирчанов, Денис ми открија дека дел од Луидор бил и самиот тој. Денис, искрен да бидам, не сум те препознал меѓу овие деца таму. Како се случи сето тоа? Како се формираше Луидор? Сигурно не се ме препознал, бидејќи станува збор за многу одамна. Пред се, еве, и со Димитар Мицев сме, да кажеме, комши и се познава многу одамна. Тоа се случи 93-та, да кажеме, година, околу кога всушност групата беше формирана. 28 години. Да, групата беше формирана кога ние бевме деца уште. 8 оделење, значи свиравме. Значи и пред тоа свиравме гитара, но веќе сериозни гледања кон сцената. Значи се случуваат, еве, гледам и моите ученици, нели, во прва година веќе сакаат на сцена да се појават покрај тоа што, нели, свират гитара и да. Бевте амбициозни, сонувавте некаква иднина на естрадата? Тогаш да, сега кога би се вратил пак, да речеме, во тоа време, не. Не. Нештата во денешно време се различно тоа кое се случуваше тогаш. Но убави се тие спомени на кои се сеќавате? Да, се сеќаваме, како што кажавте, нели, во Арама, војниот базен беше испрзнат и таму беше спотот на две песни. Имавме 3 песни. Врати се те чекам, се викаше првата песна, Шетам сам по ноќни улици, Избриши ме, имаше една прекрасна балада која уживавме во тој момент, во тој временски период. Моментот беше интересен кога бевме присутни, да кажеме, во некоја дискотека. Кактус беше тогаш, нели? Ние бевме деца, имаше денско, да го кажеме, од 3:30-4 до 7-8 кој ќе ја пушта твојата песна. Срам. Супер. Да, беше некое... Кога се гледавте на телевизија, на програмата на ТВ каналот ВИС, тоа ви импонира? Мите ги откри некаде таму во архивата снимките и вика, сакаш ли да ги погледнеш? Дај ги, викам, ги имам дома, да, тие снимки, да, доста интересно. Убави спомени, така, да. Ајде да привршуваме, имам уште само едно прашање, ама многу е интересно, многу е љубопитно од моја страна. Имаш несекојдневно име, Денис, па ме интересира, значи, јас сум крстен по дедо ми Ѓорге. И такви примери има многу. Но Денис, она што ми асоцира во тоа време, постоеше еден цртан филм или еден стрип кој се викаше Денис. Дали си крстен по тој Денис? Денисове Враголије. Нели, по српски, јас од татко ми знам, тој често пати го спомнуваше, нели, и уште знае да каже, ќе праша и некој друг, не само, нели, вие.
по која вика е крстен, вика Денис, вика по Денис Вибер, нели имаше еден глумец, да. Не, јас сум крстен по мојот дедо. Мојот дедо, правилно, неговото име беше Деонис или Деониш. Да, некаде беше заведен вака, Деонис. И сега, нели, моите родители викаат, како вика тоа дете ќе го крстиме, Дениш или Деони. И им дошло до идеја, нели, точно по тој стрип кој го, нели, сега спомнавме, Денис и така, да, оттаму доаѓа моето име. Еве, исцрпивме повеќе теми, времето ни истече. Денис, јас ти благодарам за гостувањето на програмата на ТВ Канал 2 во емисијата 15 минути со, но ајде да се договориме во догледно време да направиме малку подолга емисија, бидејќи ти си интересен соговорник и има што да се зборува со тебе. Ти благодарам за гостувањето. Така, благодарам на поканата, секој е чест и секогаш ќе бидам кога ќе бидам поканет, еве повторно би сакал, нели, тоа кое го започнавме разговорот за новогодишните божикните концерти, следното гостување да ни биде точно таа тема, веќе да имаме најавено некакво случување за тоа околу. И да направиме една ретроспектива на претходните 10 години. Така да се подсетиме, тоа беше, нели, пред 2 години, да. Ви благодарам многу. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија, довидување.